Почитувана јавност, колеги, во сите овие изминати 30 на години, кога постоиме како држава, имаме една, можеби во некои години повеќе на шала, но во последно време се повеќе и повеќе вистина, каде што сите ние, веројатно барем еднаш, а добар дел од граѓаните на Република Македонија една поговорка или узречица, како сакате, каде што знаеме да кажеме нема леп тука. Ова нема леп тука, веде премиере, го направивте да биде на вистина да нема леп тука. На вистина не можам да разберам со кој памет излегувате и пробувате да оправдате или да излажете колку е тоа добро, кога ние за леп немаме. Значи, нема леп. Вие тука ни зборувате за економија, за патишти, за болници, за инвестиции, за капитални инвестиции, за не знам што. Леп нема. Излези, веде премиере, јави се на реплика, не дофрло од место. Една друга работа која што не можам да разберам, а знам дека најголем дел од колеги овде во собрание, вклучително и парламентарно мнозинство, имате деца. Добро, 10 месеци. Ако не секој преку еден ден, ни се јавуваат учителките, а си ги земеме децата. Ради бомби. Толку ли нема некој кој ќе каже, дај бе луѓе, најдете, направите нешто. Па преку глава ни е веќе. Ај шо нема учебници. Ај шо децата ќе заврши школскава година, второ полугодие длабоко веќе навлезено, немаат од шо да учат. Ај таму кај шо има за повисоките класови учебници, материјалот е скроз грешен и за тоа ќутите. Ама ова со бомбиве не разбирам како може да ќутите. Пошто тоа е европски, нели? Тоа е европскиот пат, премиере. Тоест, веде премиере, се извинувам. Кај што у Европа секој ден има дојави за бомби, у сите школи ги тераат децата си ги зимаат. Плаќаме обезбедување по школи, пошто не сте способни да обезбедите. Плаќаме храна за децава, пошто не сте способни да обезбедите. Сега не може дојат на школа да учат. Ако е тоа европскиот пат, дај кажете дека тоа ви е така го гледате тој европски пат. Но, морам да ви признам, свака част, како добро ги извозевте Алијанса. Под превезот на ќе го зголемуваме мнозинството, одвај го изедначивте. Нема да кажам сте го намалиле, одвај го изедначивте. Ама под плаштот на тоа дека се зголемуват, окрупнуват и не знам што правите за Европа, морам да признам, многу добро ги извозивте. Веројатно тоа е единственото нешто за кој што можеме да ви признаеме дека сте добри. Да зафркнете некого, да го превеслате, да го извозите, да украдете, да излажете. Секоја ви чест. Да се навратам малце на така нареченото експозе на веде премиеров. Вика, заедно можеме да ги осигураме европските перспективи, што значи економски развој и животен стандард на граѓаните. Кој животен стандард? Потрошувачкава кошница поголема, ама никогаш не била. Значи, со две плати не се доволни да се врзе крај со крај. И вие целиот горд тука излегувате да не убедите како е подобро. Едно прашање. Може барем очи да ме погледнете, бидејќи ви се обраќам. Верувате во ова, како се гледате, огледало што се викате? Браво! Димитар, најбољи си. Болји од тебе немало. Срамно е ова што го правите. Немате доблесни да ме погледнете. И го разбирам тоа, зашто е така. Повторно продолжувате со поделбите на европски и неевропски. Ова ми е као, веројатно се сеќаваат граѓаните на овој скеч од К-15, кои ги прашуваат за кого се ти, за русите и за американците. Мислам, срамота е. У кој век живееме? Уште ќе правиме прашање кој е за русите, кој е за американците. Па нека ми извини целата јавност, ама
Не ви е вака глупаво малце да излезете и да го кажете тоа и да зборите и да изгубите, не знам, некои 3-5 минути од говорот на темата кој е за кого е. Јас стварно не знам вие за кого сте. Ние сме за Македонија и за граѓаните што овде живеат. Ако вие сте за некој друг, барем излезете, бидете маши, кажете го тоа. Што е најинтересно, 44% од граѓаните на последнава анкета на Евротинг сметаат дека меѓународната позиција на Македонија е послаба од пред 12 месеци. И вие цело време зборите Европа. Не знам како не свативте дека влезот во Европа нема, како што велите, да донесе стабилност, нема да донесе известност во економијата и животниот стандард. Нема тоа да ни придонесе за некоја предвидливост на било кое поле. Ако влеземе, тоа ни зависи од нас. Јас ве разбирам, не знаете како, не ве бива, неспособни сте, единствено што сакате е да лажете и да крадете. Зашто се обидувате да ги манипулирате граѓаните, дека ако влеземе во Европа, мет и млеко ќе тече? Што ја користите, не знам, истата реторика на Заев, затоа што он ви кажува така, бидејќи сте негов пијун. Ако е така, кажете ми тоа, народот полесно тој ќе ви го прости него овака, кој излегувате и кога зборувате празни фрази. Би кажале неколку збора за предложение кандидати за заменици. Заменик министер за одбрана, предложен Јаја Гатиро. Не би го коментирал сивито, имаа прилика колегите да го елаборираат надолго и на широко изминативе денови, македонската јавност ја запознаа. Јас само ќе напоменам еден факт, дека во Министерството за одбрана, за кој што го предлагате за заменик министер, во работен период на 2012 година, на доста, како се вика, доста високи позиции во тој период обавувал. Само да ве подсетам дека во тој период на власт беше она режимско ВМРО ДПМН, кај што ништо не чинеше. Интересно многу ми беше исто така да го погледнам CV-то и на заменик, предлогот за заменик министер Вјолца Бериша, за кој што слушнавме изминатите денови доста коментари. Јас на вистина, може би прекрасна жената, може би одличен професор, прекрасен книжевник. Не можам да разберам со кој памет предлагате човек кој што покрива предмети како историја на албанска книжевност и современа албанска поезија и проза да биде министр за земјоделие. Што очекувате? Да им пее и да разговара со растенијава? Што прочитавте негде дека цвеќињава така боле растат и подобро просперитет имаат, па за тоа ја ангажирате. Навистина не зборам. Трошите колку беа? 26.000 евра за пиар кампања. Нема таму некој да ви каже, абе, веде премиера, не ви ова земјоделие треба да иде. Или ќе одиме со ни објаснувањава дека најголем дел од земјоделците немале никакво образование, ама биле добри земјоделци. Не разбирам, кој верува во тоа? Што сме ние, глупи, народов глупе? Ја подценувате интелигенцијата на собствениот народ. На вистина не разбира. Па ќе ја прашам, што ќе прави оваа жена од Министерство за земјоделие? Дали ќе им пее на цвеќињата? Не разбирам што друго може да прави. Пак ќе кажам, не ја познам, може би е одлична особа, може би е топ експерт у својата област. Она што исто доста интересно, предлогот за министер за здравство, кој што прочем не доставила ни CV, бидејќи ова не е CV, ова е искуцан текст на компјутер. Може ли барем да се потрудат форматот на CV, или барем некој од овие перџији што ги плаќате по 26.000 евра да седнат да го искуцаат у едно CV. Но нешто е најинтересно е дека господјата Маја Манолева во моментов покри предлогот да биде заменик министер за здравство, во моментов, значи, е ВД директор на јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација и истовремено е управител на приватната здравствена установа Физио плюс доктор Манолева. И за ова веќе била опомената од ДКСК дека треба да се повлече од една од двете функции, бидејќи судирни интереси,
Во 15 дена не го направило тој, сега изрекуваат јавна опомена. И вие сакате да направите заменик министар.